Денес го празнуваме споменот на најдобриот следбеник на светите браќа, Свети Климент Охридски. Како учител во периодот од 886 до 893 година, создал генерации на учени млади лица. Се стремел за ширење на христијанската наука меѓу словените, силно ја бранел науката и глаголското писмо, кој што ги добил од своите учители. Колку ние денес ја почитуваме македонската книжевност и литература, изјавува Драгана Кузмановска, декан при Филолошки факултет Гоце Делчев Штип, кој секоја година во негова чест го истакнуваат Климентовото дело. Се надевам дека одговорот на ова прашање го има секој поединец од нас. Ние како филолози, како Филолошки факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, максимално се трудиме, сите напори ги вложуваме за да ги насочиме нашите студенти најпрво да го ценат својот мајчин македонски јазик, а дури потоа другите странски јазици без кои што не може да се замисли денешното дејствување. Така да нашиот факултет го продолжува да го исполнува аманетот на сесловенските браќа и да ја негува Климентовата оставнина. Нека ни е честит празникот Свети Климент Охридски и нека биде вечно неговото дело. Голем број од граѓаните се уште ја користат латиницата наспроти кирилицата во дигиталната комуникација. Дали државата и институциите треба да преземат нешто во врска со ова? Со свој личен став и мислење изјавува професор по македонски јазик Наташа Митев. Напливот од бројни социјални мрежи и навлегувањето на англизмите и интернационализмите во нашиот јазик како жива материја доведоа до многу неправилности и се почеста употреба на латиницата. Но радува и фактот што многумина корисници на социјалните мрежи користат кирилица и што бројот на читатели на книги преведени на македонски јазик доживува исклучителен подем. За пофалба е исто и големата продукција на книги на македонски јазик, па од позиција на професор апелирам во електронска комуникација да се користи кирилично писмо.